Општина Кочани ќе донесе нов генерален урбанистички план на градот. Постапката за ова е започната, со оглед што веќе истекува 10-годишниот период на важност на сегашниот план. Според Законот за просторно и урбанистичко планирање, локалната самоуправа има обврска да изработи нов план, а постои можност тој да се прошири за да ги задоволи идните потреби за градење. На тој начин ќе се обезбедат нови локации за влез на инвестиции, што би обезбедиле натамошен стопански развој. Значи, општина Кочани започне на постапка за изработка на генерален урбанистички план на град Кочани и во овој дел јас би кажала дека веќе ги проширивме границите на планскиот опфат во однос на сегашниот урбанистички план, односно од сегашните 817 хектари, некаде површината на новиот опфат е зголемена на 1060 хектари. Во општината се подготвуваат измените на генералниот урбанистички план, а истовремено упатуваат и повик до граѓаните да достават своји иницијативи и предлози за одредени дополнувања. Предлозите и сугестиите од граѓаните ќе ни помогнат на нас како служби и на планерите во подготовката на едно решение на генералниот урбанистички план, кое ќе, за да можеме да ги согледаме потребите на граѓаните и она што може да се вклопи, да биде вградено во планските решенија на идниот генерален урбанистички план. Своите предлози за дополнување на генералниот урбанистички план граѓаните можат да ги доставуваат во текот на ноември, а за тоа може да им послужи и имејл адресата gup@kocani.gov.mk. Зголемувањето на опфатот се однесува во делот на јужната страна на градот, се до обиколницата, односно до магистралниот пат А3 на правецот Штип-Делчево. На запад проширувањето на урбанистичкиот план е поголемо и го зафаќа просторот од над зоната лесна индустрија до регионалниот пат кон Пониква, кај крстосницата кон село Бели. Зголемување на границите на планскиот опфат има и на северниот дел од градот, но тие се далеку помали во однос на претходните две. Се планира новиот генерален урбанистички план да се донесе во текот на идната година и тој ќе биде со важност за наредниот 10-годишен период.